Почетокот на грејната сезона повторно го запали алармот за загадување на амбиенталниот воздух во Делчево. Иако експертите велат дека градот важи за релативно чист град, сепак како што додаваат во последните 10 години се поизразена е употребата на синтетички материјали за затоплување, што ја зголемува загаденоста која е забележлива особено во вечерните часови, кој во комбинација со мирисот предизвикува чувство на горчина при дишењето. Ова според Крум Николовски, поранешен раководител на одделението за инспекцијски надзор, е резултат на соединенијата фурани, кои според него се ослободуваат при употреба на синтетички материјали. Оно што кај нас може да се каже и односно треба да се потенцира и да се презме мерки во тој правец е употребата на синтетички материјали, текстилни отпадоци и амбалажа, така наречената пет амбалажа, тоа се шишињата направени од полиетилен терефталат, кои граѓаните ги согоруваат и ги употребуваат за затоплување, односно за почеток на палење на своите печки во домовите. Нашата свест овде, па и во Македонија, е дека кој ќе ме види мене во 9 вечер, во 10 вечер, од ја ќе ставам пластични шишиња или текстилен отпад. Иако законски употребата на овие материјали, како што додава Николовски, е казниво, сепак казните според него во минатото не носеа резултати. Законски тоа е казниво, меѓутоа казните нема да додадат со видливи резултати, бидејќи работи се да луѓето од општината задолжени за тоа да се обидат да контактираат со секој граѓанин, со секој дом, да им кажат дека согорувањето на материјалите на синтетичка база, поготово текстилните отпадоци, кои во Делчево ги има доста, бидејќи уште само конфекциите работат, се многу штетни за животот на луѓето, односно за здравјето, бидејќи при сигурување на овие материјали се ослободуваат хемиски соединенија кои имаат општо име фурани, а тоа се најмногу канцерогени соединенија кои се наоѓаат во воздухот, потешки се од воздухот, значи при горење, при сигурување на амбалажа, пластична или текстилна отпадоц, тие гасови са тука околу печката, најмногу се затровуваат, односно заболуваат луѓето кои живеат во дотичниот стан, во дотичната зграда, односно да речеме малиот погон. Во текот на изминатите години општината активно се зазеде за контролирање на употребата на овие синтетички материјали, при што од надлежниот инспекторат беа направени повеќе контроли во поголемите капацитети, кај кои било пријавено дека користат синтетички отпад за затоплување. Општината и годинава планира да ја продолжи праксата на воспоставување дежурни инспекцијски екипи кои ќе вршат контрола поврзана со евентуалната употреба на недозволени средства за огрев.